Zdravo, dragi prijatelji, lepo zdravujem. Dobrodošli na moj kanal Astrologija Plus. Ako ste gi pratili mojete poranešni videa, kada sam zboruvala za prva ta godina, koga počnu astrološki prva ta godina, ta počnuva vo vreme to na znak od Oven. Potom sam zboruvala za znak od Bik i deneska ke zborujem za znak od Bliznaci, za planetata Merkur i za grčkata mitologija kada što Merkur je predstaven so imeto Hermes. Horoskopot ima 12 kući i 12 znakovi. Imаме 10 планети, каде што Сонцето и Месечината во астрологијата имаат голема улога и они тука се гледаат како планети, иако во астрономијата они се нашите звезди, затоа што без Сонцето не би можеле ние да живееме. Значи има доста голема улога. Денеска ќе зборувам за Меркур. Сакам да ви го представам од поглед на астрономијата. Меркур е првата планета која е доближена до нашиот сонцев систем, тоа значи до нашето сонце, првата планета. Она е оддалечена од сонцето 58 милиони километри, значи сепак е тен далеку, а од нашата земја е 100 милиони километри оддалечена, значи сепак многу далеку, али на прво место. Планетата Меркур, дневната температура изнесува плюс 430 степени дневна температура, а ноќната температура изнесува минус 170 степени. Значи тука имаме доста голема разлика. Пеко! Нема тука живот. Значи, идемо понатаму. Планетата Меркур е владар на два знака во астрологијата, а тоа се знае Близнаците и Девицата. Близнаците и Девицата сепак имаат еден владар, али се различни. Сега ќе дојдам малце само близина до Венус. Меркур и Венус се првите планети кои се доближени до Сонцето. Зашто ја сакам да ја споменам планетата Венус? Затоа што она е исто така владар на два знака, значи на Бикот и на Вагата. Како што Меркур на Близнаците и на Девицата. Сепак има доста голема разлика. Значи, Меркур и Венус се нашите лични планети и имаат многу голема улога. Третата куќа во астрологијата, значи Меркур е владар на Близнаците и Близнаците ја представуваат нашата трета куќа во астрологијата. Што означува третата куќа? Третата куќа означува нашите комуникации, нашите контакти, нашите мисли, нашиот ум, нашето учење, како учиме, на кој начин учиме, нашите браќа, сестри се тука исто може да ги видиме и нашата блиска околина. Тоа беше накратко за планетата Меркур. И идемо понатаму. И сега доаѓаме до Близнаците. Драги пријатели, Близнаци, па вие имате сега роден ден, среќен роден ден. Вашава година, до крајот на оваа година ќе ве очекуваат многу важни ствари што се дешаваат. Значи, треба нешто, вашата лекција во оваа година е нешто ново да научите. А што да научите ново? Па на нов начин да мислите. На нов начин да размислувате, други информации да взимате, да ги
разпредувате информациите, дали е ова точно, дали ова не е точно, дали ја тоа го осеќам како што треба, дали е тоа стварно ја што слушам. Значи, вашата прва лекција оваа година до крај на годината е вашите мисли на нов начин да ги распределите. Значи, кога се родени нашите близнаци? Близнаците се родени од 21.5. до 21.22. 6 месец. Сега, сите овие карактеристики што ќе ги наредам, ќе важат за оние особи кои го имаат сонцето во знакот близнак, месечината или па се подзнак близнак. Значи, зашто значи тоа подзнак, тоа сум зборувала и во другите знакови. И тие особини што сега само важат за вас. Може вие да ми речете, па тоа за мене не важи. И ти што ќе ми го кажеш сега, тоа не важи. Па да, може тоа така да биде, сигурно. Затоа што тука е важно како се другите планети меѓу себе поврзано и како сонцето и месечината со другите планети хармонизираат. Значи, јас сега глобална слика ќе ви дадам на знакот близнаци. Значи, сонцето, месечината и ако сте близнак. И ако сте подзнак близнак. Тоа ќе важи за вас. Океј, како се близнаците? Па они се друштвени, они сакат да се дружат, да комуницираат, да разговараат, да даваат информации од овој до другој, да шират информации, да даваат она што им е во душата. Али тука треба да размислите, драги пријатели, драги близнаци, вашата лекција е тука, кога давате некои информации, да влезете и кога сте во разговор со некако, да влезете во една длабина на разговорот, на таа тема со која што зборувате, да влезете малце во длабина, не на површински. Значи, близнаците умеат многу на површина да разговараат. Значи, за нив можете да зборувате за све. Али кога се работи за нешто во длабочина да се влезе, тука тоа не можат. Они бегаат од тоа. Така е тоа, извините, али тоа е така. Значи, вашата лекција значи научете малце да слушате. Значи, вие кога сте во некоја комуникација со некого, вие толку умеете да зборувате, безкрајно, без пауза да се зборува, така да другиот што ве слуша ја губи тој интерес со вас да разговара. А вие тоа не го осеќате, на жал. И затоа тоа е ваша лекција. Научите во комуникацијата да слушате. Затоа што и тој другиот што ве слуша сака некогаш и нешто сам да каже за таа тема. Во ред? Океј. Сега, значи, близнаците се исто многу најдобри пријатели. Стварно, тоа се сакат да се дружат. Друштво е за нив најважно, да уживаат на забави. Тоа е за нив, тоа им остварува големо богатство. Сега нешто за еден пример да ви дадам за тоа што се движат, што реков дека близнаците на површина разговараат. Имав еден пример со една клиенткиња која ми кажуваше еден следен примерок. Например, дечко и девојка седат во кафич и они веќе се забавуваат неколку години и девојката го прашува дечкото: па се, ајде ти кажи ми, веќе толку време ние се забавуваме и се знаеме доста толку. Баш би сакала да знам на кој степен сме дојдени со нашата врска. Како бидело сега понатаму тоа. И што прави сега близнакот? Го зима весникот што стои, например, на масата, го гледа весникот и кажува: знаеш што, утре го има овој филм во кино. Сакаш да одиме да го гледаме. Значи, што се случува тука? Па он бега од таа ситуација, не сака да одговори, затоа што не сака да зема одговорност на себе. Значи, такви се близнаците, они сакаат површински да разговараат, а кога ќе се дојде до таа тема, одговорност да се превземе на нешто, тогаш они бегаат.
Што може тука да се направи? Ставете им граница на близнаците. Ако имате ваква слична ситуација, што можете да направите? Ставете им граница. Исто тоа важи ако имате деца, што се мали деца. Значи, близнаците сакат само да играат. Да си играат, безкрајно. Што значи тоа ќе бидат возрастни, може и они понатаму уште да се играат. Али за врска, ако не сакат голема одговорност да взимат. Значи, ставете им граница. Ако имате деца кои што приметувате, они се такви. Овие карактеристики ги имат што ви ги кажувам, тогаш ставете им граница. Со тоа можат близнаците да научат, да си научат својата лекција. Значи, тоа беше еден пример на кој што може да се каже дека они разговараат на површински начин. Имаме друг начин што е доста важна карактеристика, а тоа е двојноста. Значи, зашто се близнаците се викаат? Значи, две особини се има тука. Две карактеристики. И едната е, од една страна некогаш се вика да, ја тоа сакам да го направам, ама од друга страна не можам или не знам што. Сега, која задача, која лекција имаме тука во таа двојност? Ако осеќате тоа, дека го имате тие две особини во вас, од една страна ве влече нешто да сакате да направите, од другата страна ви кажува нешто. Може мозокот ви вика, тоа не го правам, не можам и, остај што ќе давам сега ја тука одговорност. Што е задачата тука? Споите се. Значи, тука имаме мозок и срце. Значи, речеме главата и срцето. Треба да ги споиме во едно, а тоа е, значи, сигурно дека е тоа доста долга работа на себе, за да добиеме една особина. Океј, во ред? Значи, тоа е тоа. Близнаците, дека се две особини, они во себе тоа си го носат. Тоа е така. Има оствари исто близначиња што се како деца родени, тоа се знае. И сега има такви случаеви каде што на жал едното дете не живее веќе, умира или не знам што е со него десено, така да другото дете многу пати за тоа. Значи, он добива траума од тоа и тоа го носи цел живот со себе. Значи, тука имате исто една лекција, која е многу важна, голема лекција. Споите ги тие две ствари, значи вашето срце и вашиот мозок, да се спојат, да дојдеме до едно нешто. Па тоа сигурно се знае дека не може да стиснеме сега некоја точка или нешто и тоа да биде утре више наместено. Тоа треба работа на себе. Сега двојноста, тоа зборував за тоа и дека многу мислат. Близнаците исто е познато дека многу мислат, затоа што тука е Меркур владар. Значи, Меркурот им кажува да размислуваат. Значи, мислите имаат многу голема улога кај близнаци. Па близнаците, која е вашата лекција? Па пустите го тоа, не мислите многу. Не мислите тука. Реагирајте повеќе од вашето срце. Што срцето ви кажува? Која одлука? Одлучите тоа што вашето срце ви кажува. Слушајте во вашето срце. Сега нешто да кажам. Каде се близнаците многу добри? Многу добри се во трговијата, во бизнисот. Добри учители се на јазик. Комичари, комедијанти се, новинари, доста добри пијанисти и спортисти. Има добри прсти, затоа можат брзи прсти, затоа можат тука и доста добри пијанисти да бидат. Спортисти се, не се баш како овновите се на прво место спортисти, а потоа доаѓаат близнаците. И значи близнаците, како што реков, не го заборавајте, ова ви носи знак на комуникацијата. Секој близнат, ако запознаете некој близнат, приметите дека они уживаат да зборуваат, да носат информација од еден до друг, затоа се добри новинари. За нив тоа е супер.
ili pa da bidat trgovci. Odlično, nešto fantastično. Сега, ако имате партнер, како можеме сега тие ваши таленти, што ги носите, да ги остварувате, да ги живеете? Ако имате партнер кој е, например, стрелец во знакот, он ви стои спротивно од вас и секогаш тука да го видиме какви карактеристики има стрелецот. Па стрелецот иде напред, не чека, он одма, ако има некоја идеја, он одма тоа го прави. Значи, он верува, има верба во себе. Тоа е карактеристиката на стрелецот. Сега, драги близнаци, вие погледнете ги тие особини. Затоа што се двоумат многу, близнаците се двоумат. Не, па не знам, ако имате се некој друг што можете од знакот стрелец, они може многу да ве мотивираат, да ве инспирираат, да верувате во себе и во вашите таленти. Ве молам, близнаци, верувајте во себе и во вашите таленти. Најважно тоа. И другата лекција беше слушајте, научите да ги слушате другите. Со тоа ќе можете све да успеете после тоа. Тоа беше накратко за и глобално речено. Пак повторувам, тука е глобалната слика на знакот близнаци. Сега идеме во една многу интересна работа, а тоа е во грчката митологија. Зашто ја поврзувам грчката митологија со астропсихологијата? Затоа што во грчката и римската митологија боговите имаат доста голема улога во астрологијата и тоа затоа се поврзува. Сега нешто да почнеме за Меркур, да зборуваме. Меркур е представен од бог кој се нарекува Хермес. Значи, сите овие богови, важно е исто да се каже дека они изгледале како нас, како нормални луѓе, али они сите биле бесмртни. Ред? Значи, Хермес е богот на ширење на информации давал на сите други богови. Значи, тоа бил негов голем талент и трговец на прво место. Знаел, умел да трговува, бил прв бизнисмен. Значи, им помагал многу на другите луѓе, на другите да бидат бесмртни. Сега има многу легенди од Хермес. Ја ќе ви дадам некои примери каде што можете да размислите. Размислите некогаш за овие карактеристики на Меркур, што ги поврзувам после јас со знакот близнаци. Значи, исто е представен исто како крадец, голем крадец, бизнисмен, голем кој што пренесува информации. Поштар. Ете тоа, он пренесува пошта на сите, значи дава информации. Ајде да кажеме сега кој бил Хермес, неговиот татко бил Јупитер, а Јупитер се нарекува во грчката митологија Цоис и мајката на Меркур била Маја. Сега, Цоис е бог кој бил секако бесмртнен, али он имал многу други љубовници. Така да едната љубовница негова била Маја, а Маја е мајката на Хермес. Како се створил Хермес? Па на таен начин. Значи, господјата, жената, кралицата на Јупитер, она знаела уствари дека неговиот господин Јупитер има многу љубовници и дека створил многу други деца. Значи, била многу љубоморна, ама сепак он успел со оваа Маја да го створат Меркур Хермес.
Сега, како бил како детенце, како мало детенце, Хермес бил многу радознал. Он сакал одма да стане од кревет, да се движи, да трча нешто, светот да го освои, да дознае све. Значи, уште како мало бебенце бил многу радознал. И сега еден пример да ви дадам, каде што една легенда, каде што е представен Меркур како крадец. Меркур имал еден полубрат кој е бил наречен Аполон. Сега, секогаш Меркур му ги крадел неговите животчиња. И тука имале секогаш неспоразум меѓу себе, се карале, па ти си ми го земал ова, Хермес рекол не, па ја не сум тоа, како може да ми кажеш, па ја не сум ти зел тоа, ја не сум крив за ништо. Сега, таткото Јупитер го то слуша тоа, дека они меѓу себе се карат и дека имаат неспоразум. И им наредува на двајцата браќа да се спојат меѓу себе, да се смират меѓу себе, да создадат мир. Сега они тоа и го прават, али што се случува под кој услов они тоа го прават? Они го прават под тој услов да меѓу себе имаат некој трговски начин. Што значи тоа? Дека они меѓу себе си препродавале некои работи. Така се успеуваат да останат во контакт меѓу себе и да не се караат више. Значи тоа беше таа мала легенда каде што е Меркур представен како крадец. Значи, а зашто он тоа го правил? Па сака да му докаже на својот татко Јупитер, и јас сум некој. Тоа било неговата затоа он тоа и го правил. Сега една друга многу интересна легенда каде што е представен како многу голем помагач. Таа ја обожавам баш оваа легенда. И многу интересна. Меркур, значи Хермес, нашол едно мало бебенце. Тоа бебенце се викало Хераклес. Тоа мало бебенце не било бесмртно. И сега добил Хермес една идеја како можам сега ја на ова бебенце да му помогнам да биде бесмртно. Што треба ја да направам? Има, значи, направил еден план у глава. И сега и тој план го прави. Го завиткал бебенцето, го ставил на едно место во една шума, го скрил и ја поканил богињата Хера, значи жената на Јупитер, да се прошета со него во шумата. А тука да заборавиме дека Хера била бесмртна богиња. И они се шетаат во шумата и дека Хермес бил многу симпатичен и успел жените малце да ги усвојува на свој начин и рекол на Хера и давал многу добри комплименти. Хера, па ти изгледаш многу убава, се види каква си убава, каква коса имаш и какво тело имаш и какви големи дојки имаш. И при шетањето така у еден момент слушаат едно мало бебе како плаче. И сега Меркур вика, значи Хермес вика, види таму едно мало бебенце плаче, ајде да видиме зашто плаче, Хера, дојди да видиме. Знаеш што, Хера, ова бебенце сигурно е гладно и ништо не јадело. Можеш ли ти да му дадеш малце млеко да пие? И што прави Хера? Рекол, па ти имаш големи дојки, ова бебенце само малце да пие и ќе му биде добро. Да пие млеко и ќе биде добро. У тој момент не приметува, во првиот момент не приметува Хера дека тоа бебе не е бесмртно. И му дава малце млеко да пие. Тоа бебе доста млеко испило и приметува во еден момент, ова бебе е бесмртно и ја повлекува дојката. Во тој момент излегува толку многу млеко, така да се вика во таа легенда се кажува дека на тој начин се створил млечниот пат во нашиот универзум. Пазите тука. Многу важна легенда. Така да Хераклес, тоа малото бебе, доста испил млеко од неа и успеува да биде бесмртен.
Значи, тука еден аплаус на Хермес, кој што означува дека карактеристика на Хермес дека може и сакал многу на луѓето да им помага. Значи, тие карактеристики што ги наредов, тие легенди имаат многу голема улога за знакот Близнаци и за Меркур. Така да можете да размислите малку за тоа и да си размислите дали кај вас тоа нешто се дешава или такви слични особини вие кај вас ги наоѓате. Сега, кој се интересира од вас за тие грчки митологии или за римските митологии, ви ја препорачувам книгата од Liz Green. Се надевам дека и таа ќе биде преведена на многу јазици, ама сигурно на англиски во секој случај. Па мислам дека би имало на српски, на македонски. Не сум сигурна дали ја има. Тука она многу убаво ги опишува тие карактеристики на Меркур, на Венус, на Марс. Значи, тоа е нешто многу препорачливо. Сега, за да не биде ова видео ептен многу долго, ако сакате да знаете повеќе од мојата работа, ја препорачувам мојата страница, каде што многу поактивна, да се вика Астрологија, значи во Facebook, Астрологија на македонски јазик. И тука можете исто да читате, давам информации што може да биде интерес, што може да бидат интересни за вас. Сега, се надевам исто дека ви дадов доста важни информации денешка, да размислите за овие митолошки легенди, дали вас ќе може некако да ве инспирираат. На прво место секогаш кажувам да работиме стално, не само ја, него и вие, на вас себе. Само со таа работа кон себе, на прво место сме само ние, а после другите. Само со таа енергија ќе дојдеме до собственото ја. Значи, затоа сме ние инкарнирани да си работиме на себе. Океј, драги пријатели, драги близнаци, ви посакувам среќен роден ден и убаво време. До скоро. Чао!